Здраво, Македонијо! Започнуваме со реално очекуваниот развој на настаните, кој не значи дека сепак не изгледа малку шокантно, колку и да бил предвидлив. Во Бугарија се изгласа нова влада на чело со довчерашниот председател Румен Радев. Па брзата птица Филипица потрча да честита час поскоро и тоа изгледаше вака. На својот профил на Твитер или X мрежата, како сакате, Венко Филипче напиша дека СДСМ му честита на Румен Радев за изборот за премиер на Република Бугарија. Се надеваат на добрососедски односи, бла бла бла, и пазете оваа кодошка мисија, пишува: за жал, во Македонија постои криминална група предводена од Христијан Мицкоски, која свесно го блокира европскиот пат на земјата и создава вештачки конфликти со соседите заради заштита на својот корумпиран систем. Што повеќе да се каже од ова црно на бело нудење, да не речам пупење на една политичка партија од Македонија кон комшијата, кој нам ни вели: "Хеј, имате 1300 години бугарска историја." А овие опозиционерите наши велат дека лошата ВМРО-вска влада му соопштуваат на Радев, го алармираат дека лошата ВМРО-вска влада и Мицкоски создаваат вештачки конфликти и ја блокираат земјата, не сакајки да спроведат уставни измени кои, погодете што, СДСМ се нудат веднаш да ги спроведат ако можат, а не можат и нема да можат. Ама тоа е помалку важно. Најважното е дека се упорни и упорни во истиот манир како досега, да потпишат се и секому, ако тоа некако може да им донесе поддршка за да седнат во топлите владини фотели. Национален консензус е неможен со вакви луѓе. Неможен. А ако имавме консензус, многу потешко ќе им беше на комшиите или било кој од Европа и светот да ни ги витка рацете или кишмата, како што си милуваат овие, за да не притиска да попуштиме уште еднаш или да попушиме уште еднаш од лулето за тугиот мир. Небато, тие велат: овие ВМРО-вчишчава се катастрофа, ние би направиле се што вам ви треба. Дали се антиталенти, дали се одроди, како сакате наречете ги. Не ми е јасно искрено како планираат да го магепсаат народот со ваква сервилност, но со среќа нека име. Тие тврдат дека биле подготвени за избори. Подготвен да оди на избори. Добро, ја слушнав изјавата на премиерот и тоа што не изненадува веќе е како он ги менува изјавите. Апсолутно сме спремни. Станува збор за ситуација во која што поддршката на ВМРО сериозно паѓа. Тие веќе изгубија над 150.000 гласови. Добра вест, СДС биле спремни за избори, ама реално мислам дека се спремни за избори во Бугарија, можеби, каде со ваквиот однос, можеби би биле четврта, петта партија реално. Во Македонија не изгледа баш таква работата, имајќи предвид дека СДСМ стана веројатно првата партија во светот која забрани коментари на нивните профили на социјалните мрежи. Забрани коментари, окей? И додаваат дека од денес привремено ги гаселе коментарите, односно можноста вие да оставите коментар на нивните објави, и тоа некако го нарекуваат борба за вистината против лагите. Во истото соопштение патем најавуваат дека ќе поднеселе и кривична пријава, уште една, против директорите, уредниците и собствениците на Алфа. Што па сега и ние сме им криви, кој знае. Ама нема проблем, давајте луѓе, еве јас чекам желно или за да ме разберете со збујна страст. Ова инаку го најавија и вчера. Ама вчера има уште појако објаснување зошто СДСМ ќе ги ограничува коментарите на нивните социјални мрежи. А ако прашате зошто? Зошто забрануваат народ да им коментира на мрежи? Тоа било затоа што, цитирам, авторитарниот систем на ВМРО со Орбановите медиуми е директна закана за демократијата и слободата на говор како европски се разбира вредности. Тешки се малку за преведување, но пред да се обидам, повелете слушнете го ова од устата на СДС лично, бидејќи е толку неверојатно за да е вистинито, што мислам дека го можат само овие цареви. Ние ќе започнеме пресметка со нивниот систем и со платформите што ги користат од Вучич и од сестринската партија СНС. СДСМ ќе ги ограничи коментарите на социјалните мрежи од ботовите на официјалните профили на партијата за одреден период. Целиот авторитарен систем на ВМРО ОКГ со Орбановата мрежа на медиуми е директна закана за демократијата и слободата на говор како европски вредности. СДСМ ќе ги ограничи коментарите на социјалните мрежи. Верувале или не, ладнокрвно соопштија дека со забрана на слободата на говор ќе се борат за слободата на говор. Орвел да беше жив, стечаец ке беше кај нас, леба ми. Забрануваат коментари на нивниот Фејсбук затоа што ВМРО било закана за слободата на говор.
Добро бе луѓе, ајде да пробам да сум малку сериозен. Ако ВМРО забранеше коментари на нивниот Facebook пеки, може некако да поставиме ваков наратив. Ама вие од СДС забранувате коментари на Facebook кај вас и викате дека другите се закана за слободата на говор. Дали тоа значи дека со забрана на слобода на говор ти се бориш против забраната на слободата на говор? Тешко е за сваќање, бидејќи одговорот е, реално мислам, многу полесен. Ги забранија коментарите, бидејќи пепел ги правеа луѓето во тие коментари. И што е најлесно решение според европјаниве? Забрани ги коментарите, односно во превод. Народот не чини, забранете го мислењето на народот. И за тоа обвинете ги опонентите. И кој правел така, кој користел ваква тактика? Ке ви кажат луѓето сами. По принципот на Гебелс, По рецептот на Гебелс се фабрикуваат лажни афери. неколку пати сум ги кажал, станува збор за Гебелсови методи. Види. Вистината е како шило, врт заврт излегува на површина. Не се, токму ваквиот начин на постапување ги донесе до ниво на вистина да се веројатно единствената партија во светот или една од неколкуте, сосема сигурно, која не дозволува коментари на нивните објави на јавните социјални медиуми. И сумирано, не се подготвени да го слушнат коментарот на народот, но Филипче вели биле подготвени да го слушнат гласот на народот на избори. И кога ќе дојделе на власт овие кои забрануваат слобода на говор на нивните социјални мрежи, тие ќе ја врателе слободата на медиумите со укинување медиуми, затоа што така правел Петер Маѓар во Унгарија. А инаку нема врска идеолошката припадност на една или на друга страна, кога станува збор за враќање на слободата на медиумите, како веднаш ги укина фреквенциите на медиумите кои што ширеа лажни вести. Еве, дел и тука има кај нас. Исто до таа ја подгреваат антиевропскиот наратив и политика. Исто да се случува. И како веднаш влезе да ги расчистува криминалните сделки. И тоа го поддржува, така се враќа демократијата. Поддржава, така и ние ќе направиме. Како веднаш ги укина фреквенциите на медиумите кои што ширеа лажни вести. Така се враќа демократијата, така и ние ќе направиме. На нас, на Алфа, мисли кога вели лажни вести и антиевропски наратив. Впрочем, и овие мои коментари веројатно се антиевропски наратив, бидејќи споредувам што тој кажал со тоа што тој кажал. Тоа што самиот личи малку така на Гебелс, за кој предупредува, е веројатно антиевропски наратив. Ама и Гебелс беше европјанин. Така што ако е тоа, супер е овој антиевропски поход во кој што вели дека сме Венко Кларинетко. Воедно, јакиве европјани најавија нова пријава за Алфа, бидејќи тие ослободуваат луѓе медиуми како Алфа. А Алфа е толку заробена, толку антиевропска, што го кани да дојде кај нас самиот Венко европјанишчето. И што сака да зборува овој момок на шеикот од Дубај? Ама тој не ќе бе да дојде во неслободна телевизија. Господин Филипче, јас сум медија телевизија Алфа, би сакала и да неколку пати сте поканали да дојдете кај нас во емисија, во вести, во било кое издание, па би сакала уште нешто да испратам. Кога сакате, отворени се вратите на телевизија Алфа, се што сакате да порачате, слободно можете да дојдете. Кај нас и да го порачате, би сакала да ви одговор дали ќе дојдете. Кога ќе дојдете, не сакате да дојдете. Благодарам поканата, а ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум. После ова, царчето ослободителче, односно неговата партија поднесе кривично против Алфа, бидејќи така тој ослободува медиуми кои го канат да дојде и да зборува. 2-3 недели подосна, откако Алфа објави златна виза за Дубај со неговото име, легендите од СДС најавија нови тужби. Внимавајте! Тие немаат одговор од каде му виза која чини $500,000 според некои извештаи. Туку тие имаат прашања. СДС има прашања до кого? До Алфа телевизија. Океј? Така гледаат на слободата на говор и на медиумите. Нема да одговараме на прашањата од јавен интерес, бидејќи би било јавен интерес ако има виза што чини $500,000, нели? Туку велат, ние ќе ги прашуваме медиумите и успат, нели, по некоја закана ќе летне. Вака тоа од прилика изгледа. СДСМ има врска да се спротистави, бидејќи Алфа ТВ објави документи за председателот Филипче, им даваме рок од 24 часа да излезат пред граѓаните и да одговорат. Дали документите и визите се фалсификувани или се автентични и оригинални. И најавуваме веднаш, доколку се фалсификат, ќе заработат кривична пријава за објавување на лажни податоци.
А доколку се автентични, тогаш ќе следува пријава за злоупотреба согласно Законот за заштита на личните податоци. А кога вие ќе кажете дали се фалсификувани или се оригинал? Дали имате за тоа документ дека е така? Тогаш вие може да докажете пред институциите. И јас кажувам дека во двете варијанти подлежат на кривична одговорност. Да повториме, за објавената златна виза за Дубај, СДС не одговара дали е вистина дека Филипче ја поседува, туку ја прашува Алфа. Богданка Матеја го прашува. И велат Алфа да каже дали е визата вистинска. Ова го нема ни во циркус, луѓе. И додаваат, ако е вистинска, ќе поднеселе пријава според Законот за заштита на личните податоци. А ако не била вистинска, ќе поднеселе пријава за објавување лажни податоци. А сваќате ли вие лудоста на овој начин на делување? Филипчевци од нас бараат да им кажеме дали златната виза за Дубај на Филипчета била автентична. Наместо тие да одговорат, тие прашуваат, ние да сме им одговореле за неговата виза. Еве јас, со она што го гледам од прилозите на Алфа, им велам автентична е. Поднесете пријава за заштита на личните податоци. Чисто да видите кои податоци не се заштитени. Еве го последниот прилог на Матеја на темата. СДСМ индиректно призна дека златната виза на Венко Филипче е автентична. Им требаат 9 дена да смислат каков таков одговор за скандалот со Емиратите и да смислат нова закана до нашиот медиум. Бараат да кажеме дали документите се оригинал или не, иако во секој случај ќе поднеле кривична пријава против Алфа. Доколку документите не беа вистински, зошто би ја правеле целата драма? Нека тужат веднаш за објавување наводен фалсификат, но бидејќи очигледно немаат основа за тоа, се закануваат со кривична за објавување на лични податоци. Тоа е помалку чудно бидејќи сите податоци кои се приватни согласно законот за лични податоци беа сокриени, а Филипче е јавна личност, поранешен министер и сегашен председател на партија, која се само прогласува за најголема опозицијска. Белја работа. Иако, ете, може би не знаат дали е автентична или не е визата во СДС. Па предлагам следно, дај бе нека ни го даде пасошот негов и ќе провериме дали е автентична или не е. Може така. Или уште почиста работа. Излези на прес, извади го пасошот, покажи ја визата за која велиш дека имаш и е за патување. И ќе се дознае дали е лажна или автентична, дали е златна, сребрена, бронзена или не знам, од антимон од крива паланка. Како тоа Алфа да ти каже, визата во твојот пасош дали е автентична? И дали ова ступидна приказна, ступиден наратив е дел од она што би рекле во СДС рецептот на Гебелс? Еве го рецептот. Обвини го противникот за она што самиот го правиш. Рекол најголемиот пропагандист на 20 век. Така од СДС го означуваат нацистот Јозеф Гебелс. Па така и Алфа стана одговорна за вистината за златната виза на нивниот лидер. А ова за Гебелс е напишано во соопштение на СДС, насловено како, внимавајте, Мицкоски сака да го апси Груевски. Вау! Прво е неточно, бидејќи се на оваа тема било одговор на Мицкоски на прашањата што ако Унгарија го испорача Груевски во Македонија. А одговорот беше оној кој го знаете. Ако во земјава дојде било кој за кого има активна законска постапка, ќе биде постапувано согласно законот. Значи, Гебелсчиња насловот ви е фаул. Второ, ај што е таков. Туку истата екипа еден ден вели Мицкоски сака да го апси Груевски, а ден претходно и ден потоа вели Мицкоски и неговата криминална организација продолжуваат со заштита на Груевски давајќи му време за бегство. Дајте, луѓе, договорете се сами со себе. Кој што вели, кој што прави, хаос е ова. Или најдобра идеја. Барајте Алфа да одговори, а ако не одговориме ние што вие мислите, се знае, кривична пријава, бидејќи така се штити слободата на медиумите. А ако некој граѓанин, например, искоментира некаде дека делувате шашардисано, да му се забрани да зборува, бидејќи така се штити слободата на говор. Точно. Или незнаењето е сила, војната е мир, слободата е робство. Трите постулати на парадоксалноста на тоталитарниот режим опишан во романот 1984 на Џорџ Орвел. Така и нашата слобода стана робство од кое ќе не ослободува орвелијанскиот ослободител Венцислаус, нагалено Венци, на истокот така го викаат. Знам дека е пресмешно и како концепт ова,
Ама сепак, заслужувате забава во петок навечер, за да не ни се повторува историјата како фарса. Кога човекот со 3 часа во петок, кој ќе јадеше живи луѓе, изборуваше за подкуп за да намали цена на државно земјиште, да го гласаат 430.000 луѓе, надевајки се дека таков габарит ќе биде принц на правдата, заедно со Катица Јанева, која во моментов веројатно прегледува епизоди на Бушава азбука кој што ги пропуштила и за да остане во форма. И конечно, најакиот дел од ова соопштение е следниот. Вели, Мицкоски е човекот кој е подготвен да го жртвува и Груевски за да ја заштити фотелјата. Најголемиот предавник во Македонија е Мицкоски. Луѓе, дали е ова Алиса во земјата на чудата? Дали ова Луси на небото со диаманти? Дали ова слика на Салвадор Дали? СДСМ предупредували, го обвинували Мицкоски дека е најголем предавник бидејќи сакал да го апси Никола Груевски. Останува уште и од парламент да излезат затоа што Мицкоски сакал да го апси Груевски. Смејте се, ама и полуди работи може да се случат со ваква непресметлива екипа. И на крај, оваа сама по себе фейк ньюс организација која ја прашува Алфа дали нивниот председател им имал златна виза од Дубај, каде што, например, може да избега ако му дојдат тоа мигрантите од Британија за кои предупредуваше. Ова е екипа која сама со себе не може да се договори, речи си за било кое прашање. Накрај нејзиниот лидер вели вака, цитирајќи новински напис за медиумите во Унгарија и постапките кои ги презема новиот премиер Петер Шац. СДСМ продолжува по старо, што е целосно спротивно на европските вредности и принципи. Пред најавата за новата кривична, самиот Филипче на платформата X, повикувајќи се на наслов за најава на некакви акции во Унгарија против медиуми, реши повторно да ја нападне Алфа. Што ќе речат сега? Алфа ТВ, нивните портали, Бетмен, Ивона, Латас, Геро, Ман и останатите соучесници? На крајот најмногу ме интересира што ќе каже шефот на мафијата Мицкоски. Изгледа дека доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста. Овие наши патриоти ќе мора да полагаат сметка. Ајде, мајката! Не знам што е посмешно. Дали тоа што на вест за државни медиуми во Унгарија Филипче бара да сме полагале сметка или затоа што овој момок не напишал како патриоти со наводници. Дежурниот кривец Алфа ТВ ќе ни каже сега за пропагандата по некој збор, чисто за да сватите каде, зборувајќи за Гебелс, му се протнува по некоја фројдовска грешка. Партијата која со забрана на коментарите на народот се бори за слободата на говорот. Човекот кој е предводник на црна кампања против Алфа ТВ обвинува за црни кампањи. Човекот кој не сака да дојде на Алфа да зборува бидејќи не била слободен медиум, затоа што, замислете, неговите лигавења кон Бугарија, некои од нас ги нарекуваат веќе 2 години колаборационизам. Слушајте го уште малку. Па поради тоа што пропагандата го прави тоа. Што прави пропагандата? Освен што дискредитира луѓе, оцрнува, црни кампањи, шири лажни вести, идентификува внатрешни предавници и надворешни непријатели. Така владеат овие луѓе. Од прилика сето она што го прави, го препишува на некој друг. Океј, освен делот дека се измислуваат предавници. Јас не сум чул Филипче да дели народ на патриоти и предавници. Освен нас од Алфа, кога во наводници не напиша дека сме биле патриоти. Ама за предавници не сум чул. А Христијан Мицкоски продава бајки дека он се борил за националните интереси. Не, тој е најголемиот предавник што Македонија го видела. Како има тој човек право да го запре патот повеќе деценијски на државата? Од кај му е тоа право? Кој е Христијан Мицкоски да каже не? Каков е тој предавник? Како се они патриоти? Не, предавници се. По принципот на Гебелс? По рецептот на Гебелс. Станува збор за Гебелсови методи. Што прави пропагандата? Идентификува внатрешни предавници. Тој е најголемиот предавник што Македонија го видела. Каков е тој предавник? Не, предавници се. Бреј, па што е ова сега? Луѓе мои, е ли то могуче? По принципот на Гебелс ли за идентификување внатрешни предавници, Филипче вели дека Мицкоски бил најголем предавник што Македонија го видела и прашува кој е тој да каже не на бугарскиот диктат? Премиер на Македонија е, море човек, со мандат од народ да каже не на помијата која вие ни ја приготвивте. Ама не вели Венко, Мицкоски е предавник, Алфа е во наводници патриотска телевизија. Само тој е вистинскиот патриот, Джанам. И сега сигурно сакате да знаете зошто е тој патриот, а ние сме предавниците. Епа, ајде да видиме. Граѓаните очигледно се прелажани од страна на ВМРО ДПМН, може да си владеат и да си прават тоа што си прават. Зошто ова го велам? Што се уставните измени и што содржи тој
француски предлог и добро е тоа да се образложи за да сите сватат, за да сите знаат. Одлично, ајде да се образложи. Ама може ли да ги прашаме оние со ветото, бидејќи вие и за договорот за добрососедство викавте дека ги реши прашањата со соседите, па оние со ветото дојдоа со ветото. Еве што содржи францускиот предлог. So I think we're very close to an agreement. We've made a proposal, working very closely together, and that allows us to accommodate the Bulgarian request. Ами аз мисля, че там направихме нещо невероятно. За пръв път Бруксел взе българската позиция изцяло. Това се случи. Она што некако во Македонија се представуваше и доживуваше како барање со чие исполнување ќе се тргне бугарското вето, односно вметнувањето на бугарите во преамбулата на македонскиот устав, Радев веднаш го демантираше и наброја повеќе други услови со кои најблаго кажано радикалниот бугарски национализам поддржан од француските предлози го цементира, а не одстранува ветото. Вписването на българите в Конституцијата е преди началото на преговорите е задължително, но недостатъчно условие. Не по-малко важно е да има ясни механизми и измерими критерии за изкореняване на десетилетната политика на дебългаризация, кражба и фалшификация на българската история. Земам лично одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Ете, тоа содржи гледиштето на настаните од оние со ветото и со поведение на користење на истото. Откако го добија тоа право, благодарение на патриотите како вас, кои не само што себе сториле за да им удоволат на комшиите, туку и ги нарекуваат антиевропски предавници сите кои се против тоа. За нивна несреќа, тоа се 80% од граѓаните, на кои од вчера им е забрането коментирање на објавите на СДС на социјалните мрежи, со што како во роман на Орвел, СДС им даде слобода на говор. Добри ли сме за сега? Супер сме. Ајде уште малку. Премиерот уште не е формирана владата Бугарија, вика ќе се заоштрат односите. Под кај знае он? Не знам од кај знае он. Појма немам. Ама ајде да си пробам среќа. Може би затоа што ова е новиот премиер на Бугарија. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Добро, ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. И на овој премиер ти му прати писмо веднаш по изборот дека ВМРО е кочничарот на нашите процеси, како во кодошилница го накодоши ВМРО. А вие од СДС, вие ќе го заштитите идентитетот на македонците. Идентитет со кој бугарите немаат проблем, бидејќи според нив имаме нов идентитет од 45-та година. Мислам дека оттаму знае премиерот мајсторе, бидејќи никако да одолеете на можноста за изјавување љубави кон соседите наместо кон својот народ, на кој, да повторам, му забранивте коментари на социјални мрежи, бидејќи не ви се допаѓа тоа што го читате. Ама народот знае дека знаете што правите. На Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани с процеса на създаване на новата национална идентичност. Ниту еден бугарски политичар, дури и екстремните националисти од претходната влада, ги знаеме кои се, не го спореа македонскиот јазик. Ниту тоа дека ние сме денес македонци, ама денес. Таа фуснота што ја спомнуваш, значи само дека да, вие сте денес македонци, ама вие мора да подпишете и во вашите учебници да ставите дека сте тоа и со тој јазик зборувате од 44-та година. Ете, тој идентитет го заштитивте со вашите подписи и од роднички операции. И после се што сме се изнагледале годиниве, излегува Венко и вели, Бугарија никогаш не го негирала нашиот идентитет. Мицкоски е неголемиот предавник. Лаже, измислува непријатели. И од кај знаел дека со Радев ќе е тешко кога во Македонија постои таква банда како нив која најавува дека е спремна се да прифати. Се што народот и власта денес одбиваат да прифатат.
Тоа е затоа што тој однапред си бара алиби за тоа што не сака да го направи. Аха, еве непријатели се, не сакаат и така натаму. Значи станува збор, гледате. Не, вие гледайте. Гледайте што ви пуштам, гледайте што зборуваат вашиве љубави, гледайте што направивте од државава, гледайте тоа. И гледайте дека ве презира и ви се смее народот. И нема тоа да се смени со забраната на коментарите. Тактиката наречена Ној. Пикни ја главата во песок и покажувај со прсти кон сите. Сите се виновни за состојбата во која си, само не и ти. Како што нели сите беа виновни и за дебаклот на локалните, освен лидеро. Страшно. Ако вие дојдете на власт, што ќе се смени? И ова прашање го поставам и во контекст на тоа дека често и се поврзуваат или блискоста ваша ја поврзуваат со Зоран Заев. Што вие ќе нудите различно и што ќе се смени во власт? Еве да ви кажам што ќе се смени и што ќе се случи. Прво, ќе се случат уставните измени и ќе ги отвориме преговорите со Европа. Ќе се мобилизира општеството. Не бе, упорни се. Иако никогаш нема тоа да има прилика тој да го направи. Инаку, што ќе се смени? Сега јас ќе ти кажам. Сменет, веќе е сменет. Срамот. Заев барем го декларираше, иако потоа правеше се спротивно. Се колнеше, пустеше, ама држеше некој срам. Не подценуваше народ на ова ниво. Овие не бебато. Те убедува дека магарето лета. Ако гледаме историски, кај била таа стара историска Македонија, има еден дел во Бугарија, има еден дел во Грција, ние сме само едниот дел. И тоа е факт, ние сме горниот дел, северниот вардарскиот дел. Како да го кажеме, ако е нашиот вардарски, кај вас е пиринскиот, егејскиот, тоа е факт. Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го сменеме. Дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Обезчестени и обезличени. Негови зборови пред новинари од Бугарија, а се однесуваат на договорот со Грција. После подписот на Преспански, заборави на овие формулации, на обезличувањето, обезчестувањето. Додуша, заборавивме сите и на почетокот на преговорите со ЕУ, кои ќе дојдеа веднаш со сменетото име и после дојдоа новите бугарски услови и вета. Ама сега, Венци, кој ќе ослободува Алфа од овој антиевропски наратив, бидејќи ова ви го кажуваме, тој мисли дека сме заборавиле и на тоа, и на се друго, и ладнокрвно вели. Нема бе оттаму негирање, нема непријатели. Се е тоа измислица на страшната пропаганда на една партија, една телевизија и неколку портали. Иако и тоа го лажат. Еве ти една друга телевизија, со логично прашање и резил одговор. Поддржите оној предлог кој што го имаше премиерот, ако Радев тврди дека нема барања надвор од она што е предмет на францускиот предлог и на преговарачката рамка, заедничка декларација Скопје и Софија да поднесат до Европскиот парламент за признавање на македонскиот јазик, посебност и идентитет. Со тоа практично ќе се тргне маглата од тоа што Софија очекува од нас, какви други барања може да произлезат понатаму во процесот, нешто што ги фрустрира веќе македонските граѓани, затоа што очекувањето бе дека со Преспанскиот договор се затвораат сите прашања од овој карактер. Но еве следно прашање кое што се наведно. Што ако од бугарска страна тоа не сака да го направат? Па очигледно е дека не сака. Тие се во Европа и тие луѓе добро живеат. Тие луѓе со оваа криза од 5 години кога има колку 7-8 изборни циклуси, државата функционираше нормално. Зошто? Па добро име на граѓаните. Имаат европски пари, имаат европски стандард. Ние сме тие кои што трпиме. Видовте одговор? Што ако не сака Бугарија да ни го признае идентитетот? Епа, си имаат парички тие. Ние трпиме. Труп. И од озгора на тога, сите борци за национално достоинство ги нарекува вака. Неколку пати сум ги кажал, станува збор за Гебелсови методи со кои што ВМРО се служи. И тоа не е чудо, затоа што во минатото соработува со фашистите. Тоа е таа групација и тоа е таа матрица на размислување. Не бил зачуден од Гебелсовите методи, бидејќи ВМРО соработувало мајку му стара со фашистите, а? И имало таква матрица на размислување. Па народот си го нарекува профашистички настроен, бидејќи според него била пропаганда и лага тоа дека имаме негации, уцени и вето. И врвна се е што еднаш борците за македонски интереси се профашисти, друг пат се соработници на русите. Абе, нова историја на Втората светска војна ќе измислат за да им удоволат на комшииве. Не се знае веќе кој е кој.
Упс! И тоа одамна се случи. Ги признаа за административци, никако за окупатори. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Тоа не е точно. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. Знаете ли што напиша Венко Филипче на Facebook веднаш откако јавноста ја виде оваа снимка од ова срамно интервју на Зоран Заев, поради кое Бранко Црвенковски го замрзна своето членство во СДСМ? Ова го напиша Венко Филипче. Филипче го прегрнува Заев и пишува дека тој донел низа тешки, но исправни одлуки со кои ја обезбедиле иднината на нашата земја, го правдаше во очи на јавноста. А реално обезбедија, навистина обезбедија неколку вета од Бугарија. Важно, Венко немаше проблем со ретушираната историја. А денес тоа ескалираше до ниво да не може да препознаете, луѓе божи, дали се работи за македонски или бугарски политичар. Кој е ризикот од уставитизмом? Зошто крира вештачки непријатели? Грците, бугарите и така натаму. Ама тоа е начинот на кој што човекот владее. Со својата пропаганда, своите лажни вести, по принципот на Гебелс, обвини ги противниците за тоа што ти самиот го правиш. И само една работа, ќе се вратам на Гоце Делчев, да беше жив, сигурно ќе се бореше против оваа криминална група на власт, начело со лажниот патриот и шеф на таа криминална група, Христијан Ицкоски. Да беше жив Гоце Делчев немаше да дозволи неговиот лик и дело, македонско дело, да се користи како перика за политичка келавост. Толку, доста за денес. Чекам тужби, пријави, па нема поголем комплимент од тоа распродавачи на магла и обесчестувачи и обезличувачи на Македонија да ми се лутат. Дури и причинува посебен вид на задоволство. Одиме на разговорот во студио. На важна тема вечерва со уште еден гостин, поточно гостинка, која за прв пат ќе биде тука со нас во вечерното шоу. Ке дознаете за која дама се работи за 30 секунди. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Причината за посебната насмевка која што имаме, тоа што Карчи и мене гледаме на пријателка што ја немам видена одамна и бидејќи никако да се видиме, решив да си ја поканам во емисија. Се шегувам, не е така, има повод и причина. Па со Весна Петрушевска и не треба ни посебен повод да има, меѓутоа конкретно и има, а насмевката е затоа што пред да се вклучиме во програма, да, се надевам дека барем некои слични интересни анекдоти ќе слушнете какви што Весна ни раскажуваше. Весна, добро вечер, добро ден. Здраво. Како си? Здраво, Боби. Пардон, извини, да не е Весна сама, дајте широк. Да, ве молам, да. Така. Да. Во друштво на кој господин... Минки, кажи здраво бе, мајко му стара. Минки е научен и во театар, Минки е научен и пред камера, он не е померанец, он е господин. Да пробам со мјау. Не джабе. Мјау, Минки, не? Не, само се потрудете се на вашите кучиња кои што ви се прекрасни и браво што Алфа чува улични кучиња. Браво. Па Алфа се грижи за... Браво. Да. Тоа ни се малтене домашни кучиња. Ама преубави се. Особено тоа црниот мажик или женка е? Мажек е. Мислам дека е мажик. Режјак е, провери. Преубав. Ве молам, претрчајте. И фино уранети, спремни. Се, знаеш што е фората. И мирни. Спокојни фино кучиња. уранети и ние си сакаме во Алфа, нели, да си јадеме користите, но имаме во близина и пар ресторани. Да. Да, и ете, кучињата мислам дека гледаат некои лезети од стратешката поставеност на Алфа. Белото куче од ме истрча, црниот вкулира, она изгледа капа. Ама те намирисаа ли дека си окей вака со кучиња? Да. Така? Немам јас проблем. Знаат да препознаат, стварно е тоа? Да. Јас су глутница, да речеме, милион пати од мала. Знаеш, немало сега само глутници, имало и кога сум била 10-9 години во Скопје, никогаш не сум имала проблем. Јас сум зборувач на кучиња, јас зборувам со нив. нив. The Dog Whisperer, како се викаше, Милан, не, така. Па не, Роберт Редфорд направи филм за Horse Whisperer. Знаеш, постои оние што зборуваат со коњи, но исто така кучињата е научно докажано дека разбираат поголемиот дел од тоа што го зборуваш, го разбираат. Кога сега проширивме на повеќе животни, се сетив како дете на нешто што го гледав и
од тогаш ме вознемирува зашто не сум голем фан на змиите, ама имаше еден не сакам ни јас. Имаше еден човек во, не знам, Преспанско нека беше, им зборуваше и на змии. Ето ти, и кажа дека секоја куќа има по една змија и од тогаш не сум ни посакал да ја гледам таа емисија пак. Да, тој се во добар контекст тоа дели. Тој чуден однос е тој со змиите, јас просто нема потреба едноставно, така. Да, јас не можам тоа, ќе ми простат, но не можам. Тоа вечерва ќе позборуваме малце за некои змии и опасности како метафора од реалниот живот или па не баш реалниот, бидејќи малци за социјални мрежи ќе зборуваме. Поводот, а не причината е една твоја иницијатива пред неколку дена ми дојде и мене, нели, на Facebook, таму си се подпишав. И ти ја пратив јас. Ми ја прати ти, да, ми ја прати ти, јас си се подпишав. И тоа е во рамки, ми се чини дека има некоја поширока кампања во моментов, бидејќи гледам и во собрание некои дебати се одвиваат за закон за ограничување на користење на социјалните мрежи кај млади лица. Прав ли сум до сега? Прав си. The floor is yours, маестро. Маестра. Срце мое. Од аспект од политиколошки аспект, еве сега исправиме ако грешам, ова е исклучително популистичка мерка. Од како ќе осозна, но и од родителски аспект ќе ти кажам, добро ми звучи. Да. Сега. Иако нели се работи за некоја рестрикција, не се работи кога кога ќе слушнеш ограничување и забрана, јас како уметник сум против сите забрани. Оти ултимативна е слободата. Така е. Слобода нема ти барам знаеш и помине и сито и решето и беше и знаеш што значи слобода. Но ова е нешто сосема поинаку. Ова е нешто каде што когнитивната функција на секој млад човек се развива до својата 25 година. Ништо не почнувам ако не знам, ако немам лично искуство и ако не се борам долги години наназад. Јас, за несреќа, морав да се борам со предатор, прво што беше на мина веќе не е малолетна, тогаш беше 11 години, и се случи напад од педофил. И просто не ги чувствувате веднаш последиците, но за неполна година дена почнува агонијата. Ти оди длабоко колку сакаш. Јас ќе прашувам, окей? Ако. За да го откриеме мотивот, нели? Да. Односно, мислам се не сме на судење, фала му на Бога, но за да разберат луѓето нешто кој што не дај Боже да нели некој да ги искуси. Но каква агонија, буквално кажа ти, човек може да помине и нели за на крај да се роди желба да бидеш застапник, борец, активист, амбасадор на некаква ваква идеја. Што значи тоа почнува агонијата? Година дена кажа тоа беше потиснато од сите? Не, веднаш јас ја однесов, значи тоа е многу добро ќе мине што веднаш кажа. И потоа колку имаше тоаш 11 години. И потоа одевме by the book ноќта отидовме полиција, па чекавме јавен обвинител, па судска медицина и во рок од 12 часа го фативме ние предаторот. Потоа јас бев упорна до крај и со јавно обвинителство, која што имав една фантастичен обвинител, Наташа, која што беше многу подготвена за целата тема и не избрзуваше со ништо, сакаше до крај сите и види, многу трезвено настапив затоа што јас не знам како, ама знаев дека ако немам јас докази физички, јас не можам да зборувам колку сакам и судот може да ви ги отфрли. Ако вие немате физички докази, вие може само да се зборувате приказни. Судот почитува докази и тоа е екзактна наука и тоа е така треба да биде, затоа што од муабети никого не може да осудите. Точно. Од чуено недочуено. Не би смеело. Така е. Може име и тебе од муабети. Може, се сложувам. Но јас кога ги собравме сите тие докази и во тој процес го осудивме ние, мислам државата го осуди на 12,5 години, после 6,5 години човекот умре во затвор, сега некој ќе каже, фала Богу, она, мислам, животот е чудесна работа. Бог нека простува, Бог нека суди, така да, но што се случуваше?
во тој наплив на еден високо позициониран адреналин како родител, знаеш, сите сега кои ќе пишат, јас да е моето, кога ќе дојдам, ќе му пресудам. Ама немојте да сте херои на тастатура. Јас сум го поминала тоа. Јас летав и во МВР на препознавање преку 3 клупи ме задржуваа, и во судница ме задржуваа со закани да ме изнесат. Значи, еве сега кој ќе ми текне, јас се ежам. Но во понеделникот ја покренав петицијата и ќе кажеш, нели, 10.000. Еве уште 200 ми фалат за до 10.000. Се надевам дека после твојава емисија. Верувај ми, уште додека трае емисијата. Додека трае. Како може да ја лоцираат на твојот Facebook профил? Може, кај мојот Facebook има линк, на Инстаграм во био има линк. Напишете Весна Петрушевска на латиница, беше така? Да, и многу е шерувана. И ве молам, подпишете се и споделете. Подпишете се и споделете, не треба ништо да плаќате, дека Change.org е таква платформа, ти вика ако сакаш да донираш. Некои има донирано, но да разјасниме само со темава се префрливме, тие пари самата платформа, не знам, не сум видела колку се, си ги трансферира. Така да, во принцип, нас не е битна sign and share и 10.000 што се легитимни подписи. Сега да се вратиме на оваа тема, значи ќе го истераш ти тоа. И ќе дочекаш и пресуда, и не знам, јас одев, се сеќавам секој вторник или секој четврток во суд, да, одев, не пропуштав. Не, до крај Веројатно одев. осеќаш дека е должност твоја, особено кон мина, да види дека некој се бори за неа. Да ја крене само до вербата, да. Како родител си, тоа мора да се истера и затоа сакам и да ги охрабрам сите, оти тоа е насилство. Тоа е насилство од највисок вид. Но ова насилство што ни се случува тука кај нас, сега, не е од вчера. За какви што слушаме случаи деновиве, например. Така е, значи за јадење ќотек, шамарање по училишни дворови, удирање на деца. Сега ќе ти кажам уште една работа, зошто ја покренав петицијата. Затоа што во овој период тој се случи на Мина, пред 10 години, и Рибникар се случи во истиот период. Значи, мене овој мај мене ме подсеќа, да, овој период на годината баш ми е многу тажен, но кога се случи, јас секогаш сум била на браникот, ако се сеќаваш, по последниве баш 10 години, секогаш сум била против сите табуа, секогаш сум се борела, ма за СИДА бев прва, за HIV ги едуцирав, па не знам за употреба на кондоми, сексуална ориентација, LGBT. Секогаш сум била за човековите права. Тоа многу го почитувам, бидејќи ја користиш, ти си служиш како платформа. Да. Бидејќи си глас. Па само за тоа можам. Не сум инфлуенсер кој типот јадење да сликам, да знаеш, иако почитувам фешн све, ама не сум некоја која што просто неам нерви не за го тоа. прави тоа, не ти дава драйв. Не. Така да, страста е насочена кон... Сосема кон нешто друго. Да. И кога зборувам јас, кога цело време зборувам, сите го релативизираат или е интересно 24 сата, или добро, ние знаеме за тоа, навистина, да, тоа тебе ти се случи, или тоа вам ви се случи. Но кога ќе го... Затоа што стварно бе флута, во моментот кога прочитав како го малтретирале тоа девојче, а сега гледам дека има и како и тоа девојче што е злоставувано и кое што го натерале да ја измет, наводно... И цигари гаселе. Да, наводно ги провоцирала, па и таа имала известна вина. Значи, тоа нека си процени судот. Тоа се оградуваме. И службите, стручни служби, нели треба да направат веројатно имаат МВР, па ќе испита, па јавно обвинителство. Има. Знаеш како, родители, семејно, проверки. Не, тие родители кои ќе одат во јавно обвинителство, само да им порачам, кои ќе одиш во јавно обвинителство... пријави, мислам, повеќето од нив. Да, па нека, види, јас кога бев со Мина во јавно обвинителство, иако беше Мина жртва, јас седев до неа. Има една бела просторија во новото јавно обвинителство, имаш неколку вака камери и не смееш да мрднеш, затоа што било што може да не влијаеш случајно врз исказот на детето. Да не е лажен исказ. Така што тоа е толку многу голем стрес. И тоа треба да си поминат родителите, затоа што види, мојата приказна со Мина е друга, но после тоа Мина
беше булирана во 3 училишта. И таа од кои двете беа приватни. Тоа сега те прашам дали е мотивот дека И удираа глава од зид, бебе. Ујаха Кемал, удираше глава од зид и целото училиште постат, и тоа е турска собственост, сега кажувам, што сакаат нека направат, значи тоа е точно. Се собраа родители од тој клас, сега се вижат тие големи деца, дека родителите не сакале да ја имаат мина во оделение. заради тоа што и се случило? Па не знам, ама може девојчето сакало повеќе внимание. Во секој случај Мина беше и е се уште мирно дете. И се сеќавам еднаш имаше еден црвен фон, ќе речев, саат, па тој црвениот саат и го вадеа, и го фрла, и го крше, и само на еден ден дојде ми вика, ми е фукнаа главата од зид. Аман. И тоа на 12-13 години. Што ти сакаш после тоа, да запишеш во некој училиште каде што ќе биде таа уште побезбедно од државното училиште, нели? Се надеваш дека ќе и посветат повеќе внимание. Не, тоа беше најголем срам за таа школа. Долго траел? Па не, на пола година ја мислам да Добро, дека толку беше. Они беа многу љубезни, знаеш, они беа супер, ама веројатно е клиентелизам во прашање, па ја не бев толку силна за да може да се спротивам. Јас не разбра никош зошто ја тоа не е отфрлање, тоа е малтретирање на Ама апсолутно, зато ете така ми беше пренесено. Така ми беше, и тоа беше многу страшно. Тоа е веќе одамна, но тоа си има реперкусии во подоцнежниот. Еден стрес не поминал, Друг ќе му се случи. И фала Богу, знаеш, после тоа најдовме Максимилијан средна школа и таму беше супер прифатен и супер заврши средно. Но реално не е повеќе, не може да е истото дете затоа што таа траума детето има длабоко сежни по ментално здравје последици. Значи анксиозност, не биполар е Мина. Така да тоа е нешто што се регулира со лекови, но затоа и се борам да им кажам да не се занесуваат, не туку да кратат, да кажат, па ние сме родители, ние може тоа да го регулираме, ние може тоа да го контролираме. Што можете да контролирате? Еве од битолсково дете на TikTok објавило списокот и ќе поминам, ќе поминам, ќе ве решам. Тоа е, значи, за која мрежа правиме веќе за мрежа за која што јас велам дека треба да има ограничување. Да, имаат сите смарт телефони родителски надзор, но ни Стив Джобс ни Бил Гейтс не им дадоа на своите деца до 20 годишна возраст телефони, па не се они поглупи од овие или поглупи од овие наши родители. Затоа што со денешниот просечен македонски родител, тој, јас ова го тврдам дека е така, тие толку многу работат и толку многу сакаат да им пружат на своите деца. И тоа е толку многу прекрасно. Но во еден период тие се занесуваат. Тие мислат дека еве ние се сме им дале на своите деца, тие се имаат, тие се еднакви со другите, но го забораваат најсуштинското. Го нема разговорот. Ја нема дискусијата. Ја нема емпатијата, дека емпатија се развива, љубов се развива, гушкање се учи, љубов се дели. Овие деца не знаат да делат љубов. Јас 30 години работев во школата и ја затворив пред 20 дена. Знаеш зошто? Пред 20 дена, да. Затоа што ми дојде преку глава. Оти повеќе не можев да издржам не дека децата беа лоши, напротив, последните деца победија на, мислам, влегоа Биби Боби со 2000 деца, мои деца ќе бидат Биби Боби сега, ќе нацинхронизираат. Значи, помеѓу 2000 деца, не знам, филмови, серии, Ти работеше и со дајте музика, со се. Актерската школа моја има портфолио кое што за 3 животи не може да стигне никој. Ама на крај кажа доста е, зошто? Се изморив. Затоа што размислувајќи, грижејќи се за децата? Да. Многу работа, многу труд, многу љубов. Кој ќе ги седнеш на читачка проба на 12 годишна возраст не зна да читаат. Тешко читаат.
Иако ние немавме телефони, читавме, учевме текстови, но јас не можам да го заменам основното образование. Јас сум нешто кое што е дополнително и кое што би требало сите да одат на актерска игра, затоа што има посебни методи каде што се отвараат децата. И им помага многу и при говорот, во самодовербата. Јас се развив еден фантастичен метод. Но, она што е важно е дека јас не можам да го заменам родителот, не можам да бидам психијатер на нивните деца, затоа што ниту психолог, наставник, што ќе ги учи азбука. И не можам секако да бидам нивен родител. А тие ме доживуваа сите деца, генерации. Можеш да замислиш колку деца јас сум регрутирала и во театри ги има, и по клиники, по банки, сегде ги има. Тоа се деца кои што сите си поминале фантастично некој свој 5-6 години од својот живот во таа актерска школа. Ама сите се фалат, сите им било многу убаво, прекрасно им било. Но која е цената за мене? Дали тоа, јас сум, ќе ми простишно, јас, мојата школа плаќаше данок, имаше свој простор кирија, јас учествував во општеството легитимно. Ти си направила се што си можела, нема едно време не можам, знаеш, Честно е. Патем за 2 години, јас имав 5 операцији, не изгубија ни еден час. Тоа башка, да. Да, знаеш, мислам, тоа се некои професионалности кои што не ги поседува. Многу ретко кој човек може да ги исполни до крај. Но и тоа е таа борба за која што ние зборуваме. Ова е као некој фактички крик за будење, за малце рекалибрирање на односот кон, па и тој однос и кон сами себе, зборувам за нас возрастните. Знаеш како, јас беј, мислам дека ако ова, затоа што ти се, кој ќе ги собереш, сите прашуваат, окей, веќе собереме. Јас треба да ги испринтам во PDF, оти се легитимни, и ќе одам во Република, во собранието, нашето... Во архива да ги доставиш? Да, има комисија која што нели треба да прифаќа предлози од граѓани. И ќе одам и ќе го поднесам, ќе си земам уредно бројче, ќе го сликам бројчето, ќе одам до МВР, таму имате сајбер одсек, и ќе одам во Министерство за информатичко општество. На 3 места ќе одам. Ке те пречека информиран човек, бидејќи министерот Стефан Андоновски учествува баш периодов неколку недели наназад. Има движење на оваа тема. Супер, супер. И треба да стигне до собрание. Да има дебата. Во собрание има во некои комисии, но би било идеално и тебе да те викнат. Зошто не? Јас би им излегла на пратениците да сериозно, затоа што си активист, граѓанин, е легитимно да те викнат и да им експлицираш. Оти, само на тој начин луѓето ќе имаат доверба дека чекај нешто сме направиле ние за државата, за татковината. Тоа е патриотизам. Па реално да се грижиш за генерацијата што доаѓа. А не само флоскулно. Не, јас сум излегувала и за против името, и за јазикот сум излегувала. Јас сум една од ретките што одби да учествува во тој проект за Северна Македонија. Да, имаше понуда. Да не дефокусирам сега. Да не дефокусирам. Имам одбив. Фала ти. Да си останеме уште малку на темава, ако сакаш на крај може и... Да, не на ова е најважно сега. Да се разбира, апсолутно. Но многу верувам во исправноста на оваа кауза. Со, нели, исто си правев интроспекција и јас. Чекај, да сум станал чичко на 40 години и сега, ама еве, керка ми прваче од септември. Така. И сега, знаеш, школи во општината во која што живеам, и се слуша за едно школа, чекај, таму тоа е малце поелитистичко, и викам, што тоа значи? Значи дека, не знам, со какви коли ги носат, не ми е важно, ама имаат iPhone-и децата. Аха. Чекај малку сега. Супер, браво. На првачиња ти да им даваш смартфони. Не е важно дали тоа iPhone или anything else. Тоест, за жал, дури е и важно ако ги внесиш во наспроти оние добри иницијативи, например, од социјален аспект. Униформи во школа. Why not? Ама треба. Why not? Ама да не се такмичиме сега со телефоните. Кој подобро ќе го искомпензира времето што не го проаѓа со децата или едуцирајќи си ги децата, давајќи им материјални добра. Еве ќе те прашам нешто. Кога ќе одиш ти, веројатно одиш со твојата сопруга, со дечињата во ресторан.
кој ќе свртиш околу себе, нели семен ручек, одите вечер или на одмор, дали ти гледаш дека сите деца што се со татковци и мајковци, сите се... Да, давањето на телефон како... Ова е. Ова е модерната цуцла, така? Да. Плаче бебето. Или iPad-то, таблет на плажа. Пече сонце, наместо дете да игра, да копа, кофи... Со пешкир покриен? Да. Зошто? Зошто? И зошто им даваат толку скапи телефони? Види, исто така, нели едно време беше, па го слушаат, а беа послушни, со телефони, па телефоните ќе ги тргате на страна. Никој, тоа беше еден ден радост и толку. Јас сум уверена дека ако ова помине и да се донесот, и најдемократските држави во светот го донесоа. Тоа не е македонска измислица, впрочем, нели има такви искуства? Австралија е прва. Франција е втора, Грција размислува за Kids Wallet, Велика Британија на чекор да го воведе. Сега имаат данците исто. Значи сега ние зборуваме за демократски земји, за негде каде што образованието, школството е одлично, не зборуваме за некои... Така е. И мене има, верувај ми, немаше негативни коментари, имаше само еден многу се смеев. Вика, јас сум дошол тука, и има Фри Македонија, што ќе ослободуваш ти? Ова било глобалистичко, сатанистичко. Вау. Да, имаше таков глобалистичко, сатанистичко и деме контрола. Теории на заговор, тој е толку сум онака... Весна, не е дека и мобилните и кај некои други лица малку повозрастни нешто добро чинат, но окей, тоа е веќе во човекови слободи. Впрочем и струјата, ако не ја користиш полезно, туку со два прста во штекер, нели ки ти учини големо зло. Тоа е мора да ги прифатиме и негативностите, но 18 плюс не разговарам, нели. Чим законот вели дека ти си самостоен човек. И да полагаш шоферски, возачки и кога можеш сигурно да користиш, да се хендлаш, но на тој снеп ти не знаеш колку има порнографија. Јас не знам што е тој, страв ми ја прашам. Што е снеп? Снепчат? Да. Тоа ти е една апликација која што е кратка. Во суштина е кратка комуникација, брза. Ти што се бриша пораки? Да. Ти праќаш фрц, ти праќаш... Да, е тоа. И се допишуваат, па не знам си праќаат фотографии. Види, реално, постои ли стварно, да не звучиме као да зборуваме флоскули, сме досадни. Постои ли реална можност за некаков степ бек да се направи, бидејќи реално тоа е она што го поддржуваш ти, го поддржувам јас. Само да цитирам да не ми летне. Министерство за дигитална трансформација заедно со Министерство за образование и наука поддржува модел за забрана или строго ограничување на користење мобилни телефони за време на наставата со јасни исклучоци кога тие се користат за образовни цели. Целта е да се намалат дигиталните дистракции, да се подобри концентрацијата на учениците, да се спречи снимање и ширење инциденти и да се намали притисокот од социјалните мрежи во училишната средина, велат од Министерството. И ајде, другари, кога ќе го направиме тоа? Ова емисија може да е мегдан да ве спојам. Ајде. Кога супер. Кога ќе го направиме? Јас себе до вечера собираме, јас тие ги. Ти дадам број, јас и од министерот Стефан Андонски, од министерката Весна Јаневска, а и тие верувам дека се на иста идеја. Немам, јас не се знам. Не, верувам дека би ми побарале. Да, мислам сум се сретнала одамна. Па вие сите Весни се собирате, нели еднаш годишно? Не, но професорката Весна ја знам одамна, но не сме се сретнали исто така одамна. Идејата е благородна. Ве верувам, прво би требало, не знам, на децата да им се соопшти која е целта на мерата. Дури може би да се користат брутални примери, како ова во Ѓорче, или... Еве сега во Штип. Колку годишно случај има на деца што гинат снимајки TikTok. TikTok. Се качувале по пруги, знам, имаше и во Македонија за жал. За воз, кога ти текнува за возот. Не, по пруги на возот. На возот, за да снимат клип. Мајко му стара. Се трагедии се случували и ќе се случуваат, но не сме трендови кои што стимулираат трагедии. Имаше во Грција денеска го донеса законот за тротинети, дека не може малолетник да вози тротинет електричен. Вау, цела држава може да ја правим јас и ти во 5 сати емисија. Али зашто сега тротинети, ако ти кажам за мои искуства вртејки во десно на пешачка со 40 на сат. Јас не се осмелувам да се качам на тоа. Каква, да не кажам, среќа сум, не Вардар ќе ме фати
друга река таму, така да не се качам јас. Помало да не се качам ја на тротинет. Мислев ќе поминеме без да подсетиме на колата во Вардар, но... Да. А шегата на страна, бидејќи не е темата за шегување. И нели имаше еден тренд, некоја игра со фаќање, фрлање на тоа TikTok, мислам беше пред некоја година, скршеници имаа доста деца. Знам на што мислиш. А со колата? Кога ќе отвориш колата, ти да трчаш и да се снимаш, знаеш ли дека имам видено човек што вози од Припор према Сопиште во Рикверц, нагоре. Во Рикверц. Леле. Значи, тоа е сигурно беше за целите на снимање на некако... социјални мрежи. Дури на крај ќе испадне дека не знам, оние што секој ден сакаат да снимаат, што доручкуваат, што ручаат, што ужинат, што вечерат, се најдобрите луѓе на интернет споредено со... Види, знаеш како, алгоритмот на TikTok е совршен. Значи, во која земја? Јас сум, се ќе ти кажам, во јас Кина... сум таму во Ајер. Добро. Имам профил и и таму го постнав тоа видеото и не сум видела, затоа што не можам, се нервирам во Македонија каков е алгоритмот и кои се излегува таму и какви се деца земаат примери од какви се профили на ликови. Не можам тоа. И избегнувам во широк лак TikTok. Дури не сакаш ни да го знаеш, окей, Мина е голема. Јас знаеш што мислам? Не, Мина не е. Мислам дека ќе треба да ги следам сите, за да знам со што може да се соочат, као културолошко влијание. Многу е страшно. TikTok децава. е... Да, TikTok е језив Не, сега во ми Македонија. окей, се дешава да ќе ми кажа, не ја знаеш таа... Не знам некоја. Така е. Викам, не ја знам, прв пат слушам. И кога ја пуштив да видам за што се работи, реков... Нели? Да. Фактички, иницијативата е токму за ова, регулирање на употреба на мобилни телефони на... Дури јас во експликацијата на Change.org, дури спомнувам дека старосната, тоа е покомплицирано, старосната граница за одговорност кривична на малолетникот треба да се смали. Еве сега што има проблем со... 16 сега, колку е? Така, или? 16 за поправен дом, затоа и овие ќе одат децава во Тетово. Неш порано во време татко ми 60-тите години ми раскажуваше, Бог да го прости, само што излегле надвор во двор да се, дели они банди биле на времето 60-тите и средна школа и као кој е постфраер, кој е овој, кој е оној. Само што се насилиле, директорот излегување двете банди у Тетово. Значи, не ни се пипнале. Овде е 16... Сензитивно е, бидејќи се... Да. Србија се соочи со тоа за Коста Кецмановиќ. Не може, он со 13 години сега викаат како да не е осуден. Не, нема, он си има интернет само за образование, те завршил основно, сега си учи средно, си бара книги, си барал поклони, си барал се, него му е супер, него на 18 му следува да го пуштат, то не може законски да го држат, а државата изгуби 10 жртви ни криви, ни должни. И тоа се 10 зацрнети семејства. Сега, колкава е улогата на семејството, мислам, окей, кажавме, ама ајде малце и за родителите. Ајде. Нели, зашто секој од нас си е кабаец за нешто во однос на своите деца. Никој не е совршен родител, нема курс за тоа како да си добар татко или мајка. И да повториме, трагедии имало и ќе има, лудаци имало и ќе има. Така е. Луѓе, психопати кои што се спремни. Чао, Минки! Стана Минки ето го, да знаете. Сака се вклучи во дебатата, веројатно. Значи, такви девијантни појави имало и ќе има, но идејата е да не станат тренд, нели? Односно да се сведат на, да се стремиш кон нула математички, кажам. Знаеш како, тие се, затоа што јас сум убедена дека тие деца водат паралелен живот. Еден дома, еден надвор. Затоа што јас сум била сведок. Добро, секој дете може би тоа да го прави и без телефони сега и пред 20-30 години. Еве јас да ти кажам, некаде ги фаќа криза во 13-та година, 14-та, да. И тогаш многу рано сексуално се развиени и почнуваат да се разголуваат, да пред својата камера да ги покажуваат, не знам, деловите од своето тело, дали е рамо, дали е нога, дали е
средно крупен, дали е крупен, дали... И при тоа, нивните родители не знаат за нивните профили. Или ги релативизираат. Ајде, нека се игра, нека се слика, кој е мерак, ту има врска, туф голема работа. Јас сум била сведок. Кога мене моите деца од мојата школа ќе ми покажат за некои девојчиња, види што правеше во Дебар мало и ми кажуваат, значи јас сум видела снимки, ќе дојде во тренерки фино се девојчето на час. Ја гледаш, не можеш да ја познам, викам истото девојче што доаѓа тука, да, истото е. Така што тие работи, тоа е контрола. А пак ќе се вратам. Родителот толку многу се изморува во трка, знаеш, да платиш сметки, да купиш за јадење, да купиш за децата, да им платиш интернет, да имаат ониете добри телефони, компјутер, да им книги, ранци, да одат на часови, да ги пратиш на спорт, нели треба да се социализира, да научат нешто. Јас повторувам дека родителот нема лоша намера. Тој е со најдобра намера и тој сака се, но некаде по пат се изморуваат. Имаше ли ти за тебе лично таков момент кај што ти си помислила дека нешто треба да смениш кај себе за да си изградиш поголема блискост со... Види, ја бев Tiger Mom. Има една дефиниција во кој сака може да истражи потеркот на кинески мајки и тие ги викаат Tiger Mom. Значи јас free control, држев под контрола. Кирил, да речеме, кој што е во Америка, он е ghosting, он не можеш да го најдеш по Google, социјални мрежи, нема. Како реакција на просто ги подценува. Он може да ти каже, не знам, он да ти каже се слуша во Америка тренд за републиканците на TikTok е тоа и тоа, или не знам некои табели, затоа што тоа се бави, сака да анализира републиканец ми во Тексас се разбираш. Па он така ги користи социјалните платформи и за да од време на време да ги гледа неговите колешки кои што се згодни, плави и знаеш како изгледаат и републиканки и рика Кирки другарките. Така што во суштина Кирил сон е ghost, го нема, не може да го најдеш ти Кирил на социјални мрежи. Така му одговараш, што? И супер, и он вика, не, днеска се замарам, дури и мислам и дека нема ни профил на Инстаграм, ако сака да отвори може да види што како. Апсолутно е вон таа приказна, за разлика исто од неговите другари генерацијски, кои што сигурно се постојано на тоа. Оти он кој ми прати 2 профила, 3 на Инстаграм, од универзитетот него, ја паднав во несвес. Но во суштина тоа се сепак полнолетни деца. Овде правиме муабет за малолетни. Ти го виде клипот со штипјанчињата? Не сакам да гледам клипови што знам дека ќе ме вознемират. Не, тоа ти за матени се девојчињата, тоа имаш... Извини, ја читам содржината, не сакам да го гледам. Не, тоа мора да видиш. Тоа ти не знаеш од каде таква агресија. Зошто толку, знаеш, зошто толку потреба да удриш некој. Од каде тој гнев? Знаеш, и имаш исто така еден коментар, вели, а сте прашале зошто го натипале девојчето? А викам, зар мора да... Јас, оваа недела, мене не ме мрзеше. Јас одговарав на сите. Во пораки праќав линкови на сите. Како ќе се разбери со човек, затоа кажав сега, нели, мобилни не се ни за некои повозрасни лица, кои што кога ќе прочиташ дека некој силувал некого, вика, гарант си го барала. Тоа се ми се случи за мина. Чекај, или што бараш да шеташ во паркот навечер во 3 сабај. Тоа се лудости. Да, тоа мене ми се случи со мина. Тоа се лудости, така. Вика си го барала, викам важи на 11 години што барала. Да, ја преживеав се. Да, тоа е, знаеш како, тоа е толку поразително. Како ти ќе се разбери со тој човек? Нема разбирање. Мислам, апсолутно ги избегнуваш, ги блокираш и толку не се објаснуваш. Некаде каде што треба постои... национален регистар на луди коментари да има, не знам како што... И јас искрено мислам дека... Патем, што се случи со тој регистар за педофили? Постоеше па исчезна? Уште постои? Не сум проверила, постоеше до пред некоја година. До пред некоја да, ама нешто да... би требало сега да... Ќе провериме. Да не зборам на памет. Ќе провериме. Баш ми падна на памет и мене вчера да отворам да видам дали... Значи, едно време кога падна, се карав ја, па го имаше.
Ама сега не сум отворила. Ова операција во суштина треба да е национална стратегија. Така е. Инаку само избори се добиваат со ова. Значи, не се зафркавам, затоа што ова е ментално здравје. Имавме една голема кампања, нели, крени гласа. Ама таа кампања е супер, но тоа треба да е фокус цело време. Цело време треба да си во таа кампања, како родител, како комшија, како... Види... Да, тоа викам национална стратегија. Едноставно, секој родител да добие некои смерници или да се подсети што треба да му каже на најдобар начин на своето дете за да го разбере. Ако ова се воведе, ќе викаат леле, фала, супер, имаме повеќе време да разговараме со децата. Ќе имаат повеќе време да се гушкаат со дечињата. Ќе имаат повеќе време да гледаат заедно филм, да одат некаде, да се прошетаат. Ќе ги видат децата како... Затоа што докажа, особено австралијанците, има една цела научна студија каде што докажуваат после месец дена поминување од овој бан, условно, децата, замисли, австралијанците дури со таков сарказам го кажуваа во вести, вика, замислете, почнуваат да разговараат меѓу себе. Ама апсолутно. Еден детски психолог, онака ми излезе, мојот алгоритам исто е хранет со разни нешта, но јас имам широки интереси, но детски психолог. Вика, ако се досадува детето, браво, супер. Досадата раѓа креативност. Така е. Досадата ќе поттикне нешто. И јас, веќе некој време со сопругата решивме дека ќе имаме in-house рестрикции, некој во однос на користење на дигитални суплементи, односно да научат децата дека, и раскажувајќи примери од нашето детство, се возиме во кола и сега не мора баш да си анимиран цело време. Така е. Јас сум се возел во кола без каков ни мобилен, ни бутур, нели? Не постоја тогаш. Ни оние дојди дома сама сум пејџерите, ни нив ги немаше. Значи, сви сум знала и си се возиш и гледаш. Да. И гледаш, викаш, и месечината ли се движи со нас, или облаците се движат и така над. Нели, и имаше радио. Имено. И една касета ја вртиш по 15 пати и така. Значи, досадата е добра, креативна. Колку по-досаден, толку по-креативен си. Второ, кај себе гледам дека, например, виртуелна вештачка интелигенција користам некогаш за некој ресерч или за некој рецепти, искрено вака пример, и за рецепти е топ супер. Но, што тоа, во кујна да експериментираше, ако си гладен, ќе ти создаде нервоза ако утниш, ако имаш, не знам, некој добро парче месо и го офираш, ќе изгубиш пари и така натака, за рецепти пеки. Ама за други работи, секогаш постои ризикот ти да заборавиш да размислуваш аналитички или студиозно на некоја тема, затоа што имаш кого да прашаш. Или барем мислиш дека имаш кого да прашаш. Така е, Минки. Така е. Ете, и Минки се вклучи во разговорот. Во суштина, има сличности, односно ризици од тој аспект. Не само следење на трендови и желба да се биде не во центар на внимание, туку fear of missing out се вика тоа. Страф од пропуштање на нештото. Од пропуштање на трендот. И сега, ако сите скокале на таа играта на TikTok, ако јас не учествувам во тоа, јас нема да ме примат во друштвото, нема да се вклопам. Чекајте, а дали го виде, сум досадна, дали го виде ти клипот од тоа училиште, од Ѓорче Петров, од Миршацев, од општината Ѓорче Петров, дали го виде ти клипот од во школото со Десингерица музика? Ама знам о чему се ради, да. Јас имав коментар, велам, супер уште да дојде дечково и со папуча да ве замава сите по глава, дагара, ги тепа со патика по глава, им плука, им ренда кашкавал на глава. Ето, и онака еуфорија, журката е во тоа основно училиште. Во Струмица имав концерт, имам гледано снимки од концерт. Еуфорија. И се секаш чекај. Ама не е тоа моје и твое да... Не. Сам да кажам, Што сакаат дека слушаат? Не, се разбира. Ама ние може да размислуваме зошто е тоа така. Зошто тоа се случува. И да тргнеме од, не знам, ти дома што си пуштал на моите деца. Јас дома што пуштам на моите, па да видам како тоа, дали ќе сакаат да не копираат како идоли, родителот во одредена фаза е идол, те едни од те други, така натака. Или па од некој револт бунт без нешто друго, панк, може би ќе слуша, јас му пуштам Битлси, не е важно. Но како
како да бегаме од тој тренд да идиократија не стане документарец за нашата иднина, филмот Идиокраси, да го, нели? Туку да, реално ако е нешто не го бива, знаеш. Апсолутно. Јас стварно не секам рестрикции, ама дете да пуштам на концерт некој кашкавал на глава Амуренда. Мислам, не може. Ќе се трудам да го воспитам да не ни помисли да оди таму. Ма нема ни да дури слуша. ни на ниво на љубопитност, дури ни на ниво зашто сите другари. Ама не може да другарчиња слуша одели. дома ни те, ни десингерици, ни не може, не смеш да слушаш тоа. Јас знам Кирил и Мина ми викаат, леле, колку сме си наслушале во кола со твоите джезови, рокери, рок-н-рол. Они многу знаат музика и сето што слушале, знаеш, заедно со мене. Но од друга страна па имаш нели ризик да ти каже Кирил, леле, многу се секирам за тебе, многу сакам да дојдеш тука и да живееш со мене, секако во друга куќа. Екам, како? Вика, да, би сакал јас да се оженам и да ми помагаш ти. А, викам, ја бебиситерка, шо фино. А, не, вика, со мене не, викам, извини, зашто? Ја па дека пукната да живеам со него и со идната некоја Да, ама тамо. само го тестираш таа, нели? Многу си напорна. И јас се гордеам со тоа, ти сум го научила детето да соопштува работи Да е искрен, кои што се такви, се точни, знаеш. Вика, јас многу тебе, све супер, и грижлив е, и ти кажува. Тоа ретко кој дете се може, знаеш, ти каже, или ќе има страф, или че како ќе ме разбере. Не, јас со моите деца сум многу отворена и... Генерално, затоа, национална кампања во која што многу стручњаци од разни профили, социолози, психолози и така натака, би се вклучиле за да се изработи еден ноу-хау како со... Можам само да ти кажам дека од искуство ние имаме најдобра психијатрија во регионот. Верувај ми. Тоа се фантастични доктори на клиника. А мислиш ли дека на таа тема табу темите не се од корист? Тоа е реторичко малтене прашање, ама прашувам поради оној ризик, нели, за самоубиства не треба се зборува, нели, бидејќи самата присутност на темата. Да, треба да се превенира, треба... Но, нели, од дете гледам западни телевизии, амерички, не кажам радија, слушам и таму имаше разни хотлајни. Така е. Односно, нели, ти се обраќаат као гледач, ако се почувствуваш некако, јави се. И имаш некој таму да... Дали некои такви табуа, кај нас се мислам уште срамота, кај ше и сум бил на психијатар или... Апсолутно е, верувај ми, апсолутно е срамота и не кажуваат. Јас сум можеби единствениот родител кој што, затоа што, види, кога имаш ти проблем, детето мора да ти се обсервира, мора да му се даде известна терапија. Тоа не можеш да го... во суштина тоа го прави само клинички психијатар и тоа не го прави психолог. Значи го прави клинички психијатар. После таква траума се разбира. Ама и кога има децата толку се многу изложени на булинг во училиштата, што тие развиваат акутни психотични состојби. И родителот треба да ги препознава. Јас што направив? Јас почнав да учам. Да можам да разговарам рамноправно со психијатрите и за генерика на лекови, и за промени во расположение, и во однос на ментално здравје, и за диагнози. Затоа што знаеш како, кога ти имаш жртва на траума дома, ти се плашиш дека може да заврши со најтешката ментална болест, а тоа е шизофренија. Да. И тогаш ти се го освестуваш детето. Дали знаеш дека ти Мина, последниот пат им кажа, ве молам, сменете ми ја терапијата, мен ова не ми одговара. Значи, до таму е освестена Мина. Мина е толку многу еден голем ангел и толку ми она мене, како ти кажам... Како се носи стварно сега да те прашам? Тоа е, види, не сака ни еден родител да знае како детето од 20, кога ќе наполни 20-21 години. И вака и така се отуѓени децава, не се дружат, а она за среќа има неколку другари и другарки, но кога ги поминува тие фази, да речеме, на тоа се вика тригери, кога ги има тие тригери, фала Богу во последно време се ретки, но последниот пат ова последниве 6 месеци се боревме и тоа после долго време, после 3 или 4 години. И се појави пак, имаше еден тригер момент.
Неќеш да знаеш што се може да се случи и кои се последици ги чувствуваш ти како... А не си, жртвата не е никогаш виновна. А ти мораш тоа да го истераш, тоа дете некако на пат. Мораш сами од себе си... Види, јас сум убедена дека мојот рак е последица на траумата од мина. Не сакам да изигрувам на Не, лекар, јас имав 5 операции у рок од 24 месеци. И тоа некаде ти Стресот, се држиш, кортизолот, знаеш, неколку години и после 10-та година, веројатно повеќе не може да издржи телото, тоа го вели и Габо. Немаше потреба ти на некоја декомпресија, друга специфична од типот, не знам, или разговор со стручњак или не знам. Разговарав јас цело време, јас паралелно си разговарам со психијатерот на мина, си разговарам и за мене, знаеш. Ама сепак згрченоста од родителската одговорност. Не само тоа, него стравот, знаеш, не на за Toulouse себе. Composure, да. Не за себе, туку за тоа не дај Боже што може да и се случи на неа. Значи, ај се едно што ќе преживееш, него тоа има, знаеш, ниту една реплика која што таа ги соопштува во своите кризни моменти, тоа ништо не треба да се потцени. И од зошто сум јас на овој свет, и од зошто јас може би сакам нешто да направам со себе, и зошто мене не ме сакаат, и зошто јас може би помалку вредам во општество, а тоа не е тоа, и тоа ти работиш цело време на таа мотивација, а да не ти зборувам дека менталното здравје, таа фармакологија која што ти е препишана, јас не знам кој родител ќе му е кејф своето дете да му дава не се работи за апчиња. кејф. Ама па од друга страна и не треба да избегнува терапија. Не. Тоа сум многу дисциплинирана јас. Затоа што тоа е табу тема. Не, се знам дека ти си. Но општо да ме кеј нема. Како е? Што е кај нас диазепам, не знам. Цела 2 милиона диазепами во Македонија годишно се продаваат. Али се уште е тоа табу тема, знаеш, вау. Како не сите се на диазепами? 2 милиона, знаеш што значи да продадеш диазепами годишно? Фактички, таа состојба е нагло губење на хормон, лачење, трошење на хормон на среќа. За мене? Не, за мене, да. Така? Да. И во суштина е хемиски дисбаланс, оти просто не... Умот многу побргу и врви од се друго. И практично, знаеш како нејзината прва криза беше со халуцинации и делузии. Затоа што тоа е страв. Тебе некој да те однесе во гаража долу и да е тоа влажно и темно и каливо и одвратно и да ти каже ти немој да кажеш затоа што утре пак ќе те видам тука во мало и ќе ти кажам јас на тебе што ќе ти направам. Миша мене тебе да те однесе некој се у гаража да не затвори, ја не знам што ќе, веројатно ја не знам. Нема проблем Мина да ти јавно говори за? Она знае дека јас сум нејзин пиар и знае точно што се правам. А ми има кажано пред на 6 месеци, ми кажа дај да малце да се... И таман ќе каже, знаеш, дај да се оправам. И туку пак ќе се повлече, но мислам дека... Бака ќе ја охрабриш? Да, така? Би сакала да излезе да каже, затоа што со тоа мислам дека и самата ќе се ослободи. Оти она, ај што го носи товарот на моето име и презиме, па ја оти тоа не беше објавено, значи тоа беше во рок од 8 сата објавено со полно име и презиме на еден портал. Значи имало ликинг од МВР. Што е исто дел од Ја сама не можам кажав... ни култура, ни субкултура да ја наречам, но нели оној начин Тоа се сеќавам твитерџиите, леле, знаеш, они држа лекции по етичност, по морал. Што ви е на вас? Одете детално и видите да од каде процури информацијата, значи тоа не беше, како ти кажам, тоа не беше ни 24 сата после тоа беа порталите. Без да се размислуваш? Без иницијали. Да. Него,
што со тоа може да се предизвика кај... Да, но во овој случај тоа не можеше никако да се оти, знаеш, тоа е проклетството на која си големо име во една мала држава, но било како, јас мислам дека тоа не треба да се крие, затоа што тоа е просто одговорност која што треба да ја споделиш со другите. Јас добивам со години пораки кои што се жртви на педофили. Девојчиња. Затоа што си прозборела. А тие не прозборуваат. Да. Полнати по 25, по 30 години, тие се уште не прозборуваат. И може би мене ми не имало кому да се обратат, да не знаеле дека ти си толку слободна. Ама еве, јас имам во инбокс, имам, верувај ми, преку 1000 приказни за злоставување од страна. Јас можам книга да напишам. Па може да и треба, со анонимно. Да, и они ми своите тестимониалс ми ги праќаат. Може да и треба. Да, и тоа е... бесплатно се подели таа, не знам, на илјадници луѓе за да... Ама е многу страшно, затоа што тоа е, од една страна е добро, супер, фала ви на довербата, но од друга страна може би треба ние како општество, како општествено одговорни, еве јавни личности, ти и јас, што ние може да направиме за нашата татковина. Може би ова им звучи блазе, глазе. Ама така е. Ја тоа стално слушавам глазе. Ама навистина може и нема да им, но верувај ми дека нема поголема љубов од љубовта кон онаму таму каде што си израснал и каде што живееш. Ние немаме друга татковина, нели? Да. И сега мене ќе ми зборуваат за патриотизам, ама еве јас сум на фронтот цело време. И што правиме? Види, кампањи против насилство врз жени имало со години, не знам, јас сум се стикал со тие, со портокалевите, но пази, да. Па ти го почна Новембер, така беше? Новембер, да. Да, Новембер. Така е. Фала ти памтиш, да, и јас го почнав Новембер во Македонија. Да. Драго ми е тоа, си има некоја форма и си тере, јас просто немам време. Сигурно се наоѓа и време, ама ете. Да, но остана. Остана. И треба да се каже кој го почнал тоа. Тоа е легитимно. Јас сум администратор на страната Новембер Македонија. Па да. Супер. Но, за жал, се случи една катастрофална случка на тој 1-2 март во Карпош, за да, нели, општеството се активира, службите се активираат и сега на ден по 3-4-5 пријави има за семејно насилство, што е страшно. Така е. Што е страшно само по себе. Колку сме ние насилни. Да, но од друга страна, ете, барем има системска реакција, па ќе ги знајдат најдобрите методи, нели, оно оддалечување и така натака и така. Нема да се оставени сами на себе тие луѓе. Сега полицијата многу брзо реагира. Значи многу брзо реагира. Да. Еве јас ќе ти кажам прв пат. Кога после 3-4 години се случи на мина тоа што и се случи, тригер имаше, и тоа е невидена прв пат. Невидена агресија. Значи невидена. Значи во тој момент имаш бленк и имаш едно помрачување и детето не знае што прави и прв фокус е родителот. Нормално, јас и таа живееме сами со кученца. И целата мака што ја имаше мина, ја исврли на мене. До таму беше донесено девојчето во својата криза, што не знаеше повеќе што да прави. Беше прилично страшно, опасно. Зема телефон и сама викна милиција. Вау. Тоа беше сега скоро. Знаеш ли за колку брзо се појавија полицајците? 7 минути. 3. И влекоа и се прво знаеш... Која свесност е, мислам... Да, 10 кучиња имам ја мали. И они кај, чекај полека, 3 млади дечки прекрасни. Значи, едни фантастични. Башка убави, башка воспитани, башка извадени од памет мене која ме вида и која ја вида Минче. И он вака седи и вика, окей, сгрешив, јас сум спремна. Викам, зашто?
И они викаат, чеки се, мора тоа да иде, нели, протокол брза помош, тоа е протоколот и треба да ја однесат на клиника. На ниту еден родител не посакувам да му се случи тоа. А ќе им се случува затоа што премногу релативизираат. Премногу се храбри на тастатура на социјални мрежи. Премногу не водат грижа за своите деца и премногу дефетистички, ама чекај, ова мене не ми се случува и не може да ми се случи. Не смее да ми се Не, они се заштитени, они мислат, не, јас те уверувам дека овие деца сега верувам. и родителите ќе имаат цел живот проблем. Зошто? Затоа што верувале на своите деца, затоа што бил убеден дека тие се добри, дека не знам, но не можеш да не го земеш, за среќа мина никогаш не била по телефоните, паникирал, не можеш ти да не го земеш телефонот и да провериш што комуницираат на Вибер. Во кои групи нивното дете е таргетирано. На кој начин е булирано, манипулирано, изложено на... Па чекај, бе, дали ти се сеќаваш за она кога се случи во аеродром во училиште, кога едно момче од 9 години ги соблече гаќите на девојче иста возраст во оделение. И јас тогаш исто бев гласна, исто зборував на глас. Море директорката на школа ми се ужа. Не можеле да го тргнат детето од школа. Не можел, па не знам, тој таткото работел во полиција, па имал некои привилегии. Па графити пишуваа нешто. Значи, правда за детето. Абе, тоа дете, девојче, на кое што му ги соблекло гаќите, тоа монструмиште од дете. Тоа девојче за секогаш ќе има проблем со својата интимност, приватност, самодоверба и свест. Има ли начин, од оно што си читала, да им се помага на луѓето со такви трауми, ама вон терапевски, класично, значи не конзервативно. Ако постои кај нас таа стигма дека психијатар е нешто лошо и тато и мама се плашат. Психијатар е ексклузивитет. Се слагам. Но, ми кажа дека, пример, ти си развивала твои методи како да ги отвориш карактерно децата. Постојат ли во такви некои Исто има и за возрастни има. Тоа го знаат психијатрите, па има оние, знаеш, терапевски групи кои што секој станува како што кажува се нешто за себе. Алкохоликс анонимус кажува. Тоа ние што знаеме, но постојат такви групи, мислам дека нема кај нас. Тие кои ќе добиеш канцер, има, знам, некои жени се трудат да имаат своји групи, знаеш, па као да кога ќе опстанеш, па кога ти тече борбата, па си се собираат, па си разговараат, па си разменуваат мислења за медикаменти, за терапии, за протоколи. Но ние генерално сме затворена нација. Не, ние сме отворени само кон социјалните мрежи. Ние тука сме најотворени. Ама или, види, кога блефираш, лесно е да си отворен. На социјални мрежи може, нели, кој што сака да си нели, да се направи приказ за себе, дури и да се наречеш Бетмен, нели, сото што јас не носам црна наметка низ град. Ти беше мал па се нарече Бетмен, тоа беше супер и беше духовит, да. Но во суштина, да, ако вака малку повеќе размислиш, Скопје е Готам Сити. Види, ама стварно вакви битки сакам да поддржувам, бидејќи стварно се грижам за луѓето, знаеш. Да, и тоа е супер што го правиш, но верувај ми дека системот не е еден човек. Системот сме сите ние, нели? Апсолутно, да. И сега ако ние не го убедиме овој народ дека тие може да ги сменат работите, дека на вистина од поединецот зависи, вистина, да. Тоа се вика ескапизам и на да. Системот е крив, не јас. Знаеш што пишуваат? Што сега?
И што, касно ти текна, ми викаат. Стварно? Како бе, касно ми текна, 10 години сум на фронт. Како касно ми текнало? Па кога требаше да ми текне? Пред да се родам. Значи, како касно ми текнало Не знам зошто мене. тој човек, пример, решил да го сподели со тебе Да. тоа негово мислење. Си седел вака и рекол, види ова. Сега ќе ја кажам. Сега јас ќе ја кажам. Да, касно Весна, ти текна. Касно ти текна. И при И тоа после ќе се судат. префрли на друга тема, тој не бригајле. Ќе го реши ормудскиот теснец, Аха, цената така е. на авокадото, you name it. Да. Разни луѓе на разни начини си И наѓаат немаат автоцензура никаква кога сакаат да те Навредат. повредат, навредат. Тоа нема контрола никаква. Јас во живот не сум напишала лош коментар никому. Сум блокирала, тоа ми било полесно, или го блокираш, го тргаш, или му го бришеш коментарот да не ми го грди постот. Но јас да седнам, и знаеш што забележав исто така? Еве, да речеме вие што сте неколку јавни личности, па јас не видов никој од овие така наречени инфлуенсери да сподели, да шерне, да напише. Да, они напишаа за себе, но тие, знаеш како, тоа си инфлуенсерски, веројатно размисли, да си популарен за лајкови 1, 2, 3 ама да не шернат петицијата, да не... Знаеш, тој е такъв еден простотилук. Тој е такво едно ограничување на умот. И не ме мрзеше, видов. Че да проверам како стојат бројките во моментов, извини. Ајде, баш ме интересира. Затоа што, знаеш како... Ова е легитимно, знаеш. Не можеш ти да... Good cause. It's for a good cause. Еве ја change.org. Колку сме? Само секунда. Зошто не? Ова Еве би сега требало кај да мене. памти. 9835 е кај мене. Добро, во реално време ќе намашиме 10-ка, да, тоа ти тврдам и ти гарантирам. Сега ти кажам, навистина ја ценам, сочувствувам со тебе за сплетот на околности и трагични околности кои што довеле, но од друга страна ти се восхитувам на начинот на кој што се справуваш со тоа и бидејќи е значајно ова што го правиш и прв пат си ми во емисија, сме се договарали порано, просто не бил момент, но може ни уште 3 сати да зборуваме на било која тема. И за професија, и за општо за живот. А ти си бил со мене во емисија пред да се случи. Точно така, на Телеком бевме месечини така пред нешто да беше. се случи тоа. Тој период беше, а? Да. Да ми ја поздравиш. Да, ќе поздравам, и јас вака. Сакам да кажам, другите муабети ќе си ги оставиме за друг пат. Не сакам да... Многу ти благодарам за ова што го покрена и што еве ќе направиме. Јас сега, знаеш како многу мина не знаат, но сега о викендов ќе седнам да напишам експликација, затоа што тоа од кои причини, што со податоци, просто е како една мала научна студија, за да не мене ми текнало јас да соберам. Не. И Боже здравие, понеделнички јас тоа све ќе испринтам и ќе одам. Оти така вика правилото на играта, ти вика секаде мора да одиш да ги пренесеш, да ги снимиш дека си ги пренел. Мора да имаш некое PR соопштение кое што ќе го поделиш, кој сака да го објави окей, и после тоа да бидам упорна да ги прашувам јавно на моите дигитални платформи до кај сте. Со так. Супер е и јас верувам, како што ти кажав, дека и контактот што го природно ми е да се случи, дека ќе се случи, бидејќи уште полесно ќе им биде затоа што некој друг. За добри цели секогаш се потребни секогаш бренд, добри амбасадори, нели? Така луѓе кои што знаат да ја пренесат. И кои што знаеш како ќе народот ќе се охрабри, ќе каже чекај, ние можеме. Сега некој ќе каже чекај, тоа заборавивме да го спомнеме, да го искоментираме. Ќе каже 10.000 како не собравте. Затоа што не е клик лайк.
Оти не озборуваш на Facebook, не е клик лайк, оти овде треба да влезеш на платформа. Кликбейт, да. Ето така, па после да напишеш име и презиме. Така е. Па да Или да се оставиш логираш мейл. со Google може, со Gmail. Така, пример. така. Да. А тоа е свет дигитална писменост. Не е еден клик, 4 клика се, добро. Аха, ете Не, ти. на еден сме навикнати. На сите па бебо 4, бе. одговорив. На сите што ме Алал да прашуваат, на сите копирав и копи-пейст направив линк. На секој еден не ме мрзеше. Не бев, просто прв пат во животот велам дајте ги искористам и моите способности за социјалните мрежи што ги владеам, да ги искористам за во добра намера. кауза. Јас секогаш сум ги користела и за школата, и за представи, и за Ама ова тоа. е нешто поголемо малку, бидејќи Ова е на вистина ова го правиш и за твоето дете, така? па да биде и таа мирна и да биде горда дека некој се борел за неа, а тоа е не очекував. Сори. Извините му. Мина гледа колку се бориш ти за неа, чисто да не Затоа што многу е голем стресот и ти не знаеш уште колку ќе бидеш долго на оваа планета, знаеш. И просто е важно да оставиш на своите деца, барем, дека мајка им се борела и за другите деца. И ова ретко кој може да го издржи, ја не го издржувам, предпоставувам, иако се правам многу силна. Но, знаеш како ти си дома сам, без разлика колку ти имаш луѓе или не знам, па во последно време ја дека се посветив на наука, на книги, на мастери, на чуда, трудови пишував, така да и не сакаш да го трошиш времето, нели, со било кого. Но кога ќе видиш колку е тоа се околу тебе, толку е беззначајно. И колку се сите луѓе, јас се восхитувам на тие луѓе кои што не се оптеретуваат многу со проблеми со кои што јас се оптеретувам, да речеме, но јас сакам мене да ми е умот полн. Знаеш, јас сакам умни луѓе, сакам трезвени, Таква си родена. сакам да споделам убава енергија. Јас им се восхитувам на луѓето кои што ги немаат тие проблеми и кога и го живеат животот каков што може би треба да го живеат, но јас сум убедена дека сите ние сме родени со некоја причина и визија и задача за да оставиме нешто позади нас. Јас сум повеќе од сигурна дека мене Бог сам ми ги кажува работите како треба да постапам. За се што сум направила до сега. И за ништо не се каам. И за сите изјави, и за сите работи кои што сум, и проекти, и кариера огромна, и се. Дури кога сум ги посинувала децата, сум сакала да помогнам тие две деца да не завршат во дом. И ќе имаш уште прилики да правиш добри нешта. Само здравје. Дај Боже и со внучиња некој пат да ми идеш во емисија. И ти благодарам на отвореноста, искреноста и на се што правиш. Хвала ти тебе. Во овој момент уште еднаш споделувам. Добро. Хвала ти. Минува ми е вака прв пат да се извинувам на твојата публика. Ќе рече тоа дојде тука, суте под плачење. Секој човек... Но јас сум само човек, знаеш. И се обидувам да бидам многу трезвена, многу своја, многу чесна и да
да биде добра мина. И ќе биде. И овие биде. деца кои што мислат дека тоа што го прават како насилство, не, ниту едно од нив нема да биде добар граѓанин во оваа држава. Јас ти гарантирам, затоа што насилството раѓа насилство. Дај Боже поправниот дом да им помогне. Дај Боже родителите да се оправат. Но тоа е многу една мачна работа. Но ајде да ги спасиме другите деца. Така е, види, зборувавме за важни теми, зборувавме за комплексни проблеми, зборувавме за иницијатива која е, ете, нека е капка во морето, меѓутоа од една капка секојаш се надевам. Да, почнуваат Искрено се надевам големи бранови. Богдан дека тебе се сеќам, ајба ќе завршиме емисијата ова дето што ти си потресен, да јас зошто е добра, зошто може да се добри социјалните мрежи, да речеме. Добро. Јас, дечки, Бобче го препознав на социјалните мрежи и ти пишав колку си добар и колку си смешен и бевме во Охрид во истиот период и таму почнавме да се дружиме. Така е. Па преку тебе јас го запознав Дарко Лешовски. Поздрав и до Дарко. И до Даре. И така да, па не знам, се дружевме, па се зезавме, па имавме на роден ден и се дружевме. Еден од најубавите, најпрактичните поклони кои што евер сум ги добила од Дарко и од Бетмен е легенот за педикир. Не знам дали се сеќаваш. Се сеќавам, да. Вика за ним. Ова е мојата задоволна насмевка. Знаеме да сме увиџаени. Али верувај ми дека го имам ден денес. А тоа топлата вода функционираше, да, и тоа некако ти ги масира. Те молам па сега. И тоа колку и да ми беше мената смешно, али беше тоа е еден од најпрактичните подароци и верувај ми дека од тогаш практични подароци купувам секому. Јас се трудам, да знаеш, најлесно е да дадеш пари во плико или да, али ако се потрудиш, покажува да така малце односи. Да. И драго ми е дека го памтиш, не само памтиш, туку и го користиш. И мислам дека треба да провериме на SoundCloud колку има од песната што ја читав, тоа е најслушаната поезија во Македонија. Кога Дарко ја полуде Македонија со неговиот невероватен талент. Каков лик. Да, срце. Ке го поздравам преска, нешто се чувме, ке се видиме денови. Да, јас го видов случајно пред известен. Уште е убав, златен тој. Да бе, држеше. Како Гери Олдман, он е лепотан за Гари Олдман. Точно така. Ама уште, мислам дека се уште држи рекорд да ми го чуваш. Да. Тоа држи. Тој е на SoundCloud, да го ставиме на Spotify ќе растури. Антологија, веќе за антологија разговараме реално. Да, така да многу ми е драго што сте во мојот живот. Многу ми значи, искрено. Ти благодарам многу. Доказ дека кога нели ќе се препознае со човек и не мора ни често да се гледаш. И гледаш ти во меѓувреме стана татко на две деца. Да. Чудо. Нели? Чудо. Ама како е мајка ти, само кажи ми? Добре. Отимавте загуба во семејството, да. Добре, сега со внучиња веќе се занимава. Најмалиот брат има синче од пред 3 месеци. Леле. Се множи. Супер. Се множи четата, така да. Во Охрид сте почастили сте тука? Ние тука, мајка ми е Оненов. Али затоа ти викам, дај Боже еден ден. Да. И ти кога ќе го искусиш тоа, се надевам. И јас еден ден и така натака. Дај Боже. Но генерално уште еднаш сакам едно огромно фала за тоа што си и начин на кој што тоа го покажуваш без задршки. Тоа значи на моменти да се потсетиш на трауми, да искусиш длабока емоција, ама луѓе сме, мајко му стара, и се е тоа делот да се биде човек. Тоа е... Луѓето мора да веруваат во тоа што го зборуваш, а ова не е оваа тема за нешто што можеш да го одиграш еднаш. Затоа и кажав, другите муабети за играње улоги и така натака или за животот ќе си ги оставиме за друга прилика. Уште еднаш апел и на мојот Facebook, на твојот Facebook ќе има петицијата и се друго ќе се случи како што
треба да се случи. Треба да Ти се благодарам случи. од срце. Фала и тебе многу. На времето, на љубовта, на поддршката. Се гледаме во следна прилика. Фала ти. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека слушнавте доста работи кои што ве трогна, ве натераа да размислувате и да не звучам како на избор на мис на светот, ама ако кај еден човек побудиме акција со овој наш разговор, веќе сме направиле големо дело, а камоли тоа да е кај повеќе. Сите тргнувајќи од себе, па и јас, како што тоа го направи мојата вечерашна гостинка, големата Весна Петрушевска. Наредна средба, закажувам четврток по 22:30. До тогаш стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци и бидете што е можно поприсутни во сопствениот живот, во животот на вашите блиски и во оние каузи кои што вредат. Повторувам по 100 пат, кај мене кај Весна на Facebook, може да прочитате за што се работи. Придружете се на каузата, бидејќи сите се трудиме да оставиме нешто добро зад себе за оние кои доаѓаат по нас. Ви благодарам за одвоеното време. Посакувам добро на Македонија. Главата горе.